Концепт Соина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаења и размена на искуства од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог кај слушателите. Добар ден, почитувани слушатели, вие сте на брановите на Радио Слободна Македонија, радиото во боја. Ова е Концепт Соина, јас сум вашиот редовен водител и автор на емисијата доктор Иванка Додовска. Денеска е 20 април 2015 година, часот е 13 речиси со и 5 минути. Навистина, оваа пролетна атмосфера, како тензијата да се зголемува околу многуте внатрешно политички случувања во државата, за кои што верувам дека и во овој работен понеделнички ден сите некако свесно или несвесно сме оптеретени. Како што знаете, во изминатиот период дискутиравме од повеќе аспекти за политичката клима во државата, за аспектите на политичката култура, политичкото однесување помеѓу партиско-политичките елити, како и етиката на изнесувањето на нелегално прислушуваните телефонски разговори на високи владени и државни функционери, што укажува на фактот дека ние како плурално, младо плурално општество, речиси излезено во полнолетство, се уште не сме дојдени до оној степен на развиток во кој би можеле да ги антиципираме позитивните искуства на западноевропското семејство кон кое што се стремиме, но и да израснеме и себе си да се израснеме како општество на степен, на еден повисок степен од оној кој што беше претходно востановен за време на владењето на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Сето ова се пренесува и на другите сегменти на општественото живење, во образованието, во културата, во секојдневните меѓучовечките односи, како и во еден многу битен домен на општественото битисување, а тоа е новинарската професија и новинарскиот пристап кон третирање на медиумите, на вестите, на приликите и на станите кои што секојдневно не обкружуваат. Од тие причини ја имам честа денеска да ви го представам веќе добро познатиот аналитичар, публицист и новинар, мојот почитуван колега и пријател, господин Цветен Челиманов, со кој би сакала да преговориме околу некои, така да речам, посуштински аспекти за кои што е тој дефинитивно бард, ми се чини, во македонското новинарство и за кои што би можеле, малку подобро да направиме една подобра перспектива и да ги согледаме едноставно дилемите и предизвиците со кои што се соочуваме како општество. Добар ден, Цветен. Добар ден и наблагодарам за навистина премногу убавите зборови и љубезната покана да учествувам во твојата емисија на Радио Слободна Македонија. И навистина, како што кажува, е многу тешко време за новинарството и за политичката ситуација. Едно време во кој што како да ни се повторуваат некои од најгрдите настани од минатото, како да речем, имаме чувство како например во едно успорено, забавено, во репризно издание да ни се повторува воведот во кризата од 2001 година, значи со безмалку истите актери, партиите секако се исти, но дури некои од ликовите кои што учествуваа во поставувањето на теренот за таа криза се исти, но од друга страна пак се надевам дека и оптимистичко време, бидејќи предпоставувам, се надевам дека ова е последниот удар кој што Македонија ќе треба да го издржи од овој тип барем. Понатаму можеби ќе гледаме други видови на кризи со други актери, со други партии, со други личности, но од оној стар ков на кризи предизвикани од распадот на Југославија, од поранешните полициски, шпионски структури, нивните инсталации во медиумите, во судството, во бизнисот, олигарсите кои што тие ги создадаа при распадот на Југославија, начинот на кој што ги сваќаат меѓународните констелации, значи обидите да најдат поддршка за меѓународна интервенција во Македонија. Мислам дека ова е, убеден сум дека ова е последниот навистина сериозен, добро подготвен, детално разработен обид да се предизвика криза од тие структури, со тие констелации, но затоа посигурен сум дека ќе биде последен, бидејќи не верувам дека послова како и да заврши, дека некој ќе биде толку наивен по трет пат да гледаме на продолжување на политиката како што се третираше до сега и да
поверува, да речем, или да се обиде да имплементира едно вакво сценарио потребно. Да, многу интересно. Знаете зашто? Бидејќи навистина после аферата големото уво беше дури за, значи, за воопшто не беше за очекување дека истите актери со истите средства, со странска значи инволвираност ќе се обидат и ќе направат навистина сериозна дестабилизација. Значи тоа е вештачка афера, но сериозно имплицирана и ги загрозува институциите на системот, загрозува индивидуи, јавни личности кои имаат во оваа ситуација фрлени во арената со лавови, немаат начин како да се одбранат. Вие подобро од мене знаете дека на јавна клевета не постои демант. Не можете докрај да го исчистите, тоа е секој објаснување и влегување во било каква експликација на било каква бласфемија или навреда која што или не знам, или клевета која што едноставно ќе биде посочена кон некоја јавна личност и кон било која индивидуа, е многу тешко тоа да се дообјасни, да се дорасветли кога е поставено токму во кадарот на еден шпекулативен аспект и нели треба да биде сервирана, да биде представена во едно дерагирано светло. Сето тоа е навистина за зачудување, но ќе се вратиме на таа тема малку подоцна. Би сакала еве вака да проговориме вие како новинар, како публицисти, како политички аналитичар. Со навистина една импресивна биографија, од она што колку што ве познавам и она што успеав за вас да го видаме навистина реткост и вашата скромност само уште повеќе ја докажува тежината на Цветин Челиманов, и таму уште еднашка многу ми значи што сте денеска во Концепт Соина. Имате работено и во исклучително реномирани странски медиуми, пред скоро време дојдовте од Соединетите американски држави. Споради сето тоа ме интересира и секако се надевам дека и нашите слушатели ги интересира вашето мислење околу однесувањето на вашите колеги од опозицијските медиуми во државата или со еден збор, како ја оценувате употребата на говорот на омраза, повикот за насилство врз институциите од истите и вербалните и физичките напади? Па не, ние од некаде 2010 година најмалку, веројатно година-две порано, имаме отворена војна во Македонија меѓу новинарите, меѓу новинарските структури кои што до тога се обидуваа нели да држат некаков привид, нека фасада на неутралност, иако нели вака ние приватно што се знаеме, јасно ни е дека често пати таа неутралност беше глумена, дека всушност беше диригирана, беше нели договорено однапред, и прашања се договара и ставови и позиции, нели што ќе се објави, што ќе се премолчи, што ќе биде тема на разговор, што нема, на кои политичари смее да им се отвара афера, нели да им се липат опашки, на кои не смее и како видно опашки. Така да тоа што да речеме некогаш знаат луѓето да кажете 90-тите беа нели доцните 90-ти беа златна доба на новинарството, јас не го делам тоа мислење, тоа беше навистина една истите да речеме газди на медиуми беа кои што се и денес, истите новинари беа кои што се и денес. Може би едноставно ние луѓето имавме малку повеќе нели јавност имаше малку повеќе верба, помалку скептицизам кон новинарството, така знаеше да ги прифати нивни целата таа представа која што беше представена пред нив како реалност, додека денеска да речеме откако видовме дека новинарството во голема мерка учествуваше во креирање на кризата 2001 и преди потоа во разни напади на личности, бласфемии, како што кажавте, уништување на политичари, уништување на институции. Така да мислам дека денеска граѓаните со право попрво гледаат турски серии отколку што гледаат вести. Многу е комичен овој моментов, како што кажа за говор на омраза, бидејќи ние да речеме од 2010 година, 9 година имаме интензивно инсистирање од страна на медиумите од левицата дека состојбата се влошува во Македонија и дека се пропагира говор на омраза од страна на десницата кон левицата. Добро, излегоа да речеме некои документи пред се околу аферата Надеж, во кој што детално беше прикажано како левицата планирала тоа да го направи, дека тоа не е реална ситуација, туку дека едноставно имале цел да направат политички проблем на Македонија пред меѓународни организации за заштита на човекови права, за слобода на медиуми, додати да кажуваат, нели, да вадат нека радио емисија, нека ТВ емисија, некој шоу кој што се емитува после полноќ, кој што нели не е да речеме ни јавно широко достапно, ниту широко коментирано, и да кажете ева видете како не знам, имаше нека обскурна реклама на МРТВ која што одеше 3 пати можеби
и од која што направија случај како да речеме во Македонија национализам, фашизам, дека се промовира од државната телевизија, значи имавме буквално убеди да се изфабрикува нешто врз база да речеме на еден случај кој што беше истрагата за трговскиот стопанскиот криминал во еден телевизија, кој што сите ние го знаевме дека беше реално криминален случај од тежок калибар кој што и претходната власт и Бучковски се обиде да го расчисти. Врз основа на тоа се изгради цела една приказна околу медиумите во Македонија. И сега да речеме во изминативе неколку месеци кога навистина има говор на омраза, кога навистина има агресија, физичка, вербална, но таа доаѓа од левицата кон десницата, сега се правиме дека тоа не се случува. Ние имавме еден неверојатно комичен настан кога Петрица Рачини, човек кој што работи во Македонскиот институт за медиуми и кој што работи во нека организација против говор на омраза, се вика Безомразно, финансирано од британска амбасада, не може до толку да се воздржи физички кога го погледнал мојот колега Бобан Донковиќ, се вратил, земал шипка која што служи за како постолје за камера, значи тежок предмет, и трескал околу него и урлал неконтролирано, така да имавме ситуација кога Стојан Чангелов, кој што е пратен од опозицијата, нели доделена му е некоја улога да се обидува да креира инцидент пред Македонската радио телевизија, да врши притисок врз новинарите кои што работат таму, да им влијае на уредувачката политика од надвор. Меѓу другото, нели јасно некоја гледаноста на МРТВ дека нели не е тоа изворен, да речеме, порив на граѓани кои што се собрала да протестираат за тоа што гледаат МРТВ, па се многу вознемирени, туку обид да се исценира инцидент. И потоа во преслучајна средба со друг колега новинар кој што нели работи во порталот Нетпрес, Дејан Николовски, и вербално го напаѓа за тоа што Дејан Николовски не оди по линијата, не оди по патот по кој што и Стојан Чангелов оди. Така да сега агресија реално има, значи ние сме на равни инцидент, но бидејќи тој доаѓа од другата страна, да речеме дежурните организации за заштита на на слобода на изразување на медиуми сега молчат. Или да речеме ЗНМ излегува со соопштение кое што е ни ваму ни таму, дури во случајот со тактизира цело време, веќе се чувствува многу силно, нели, на претседателот на ЗНМ однесувањето е веќе крајно, да речам, ставено дискредитирано на некој начин поради ваквиот начин. Го обвини новинарот дека го провоцирал нападот врз него. Во случајот со Нонковиќ, МИМ излегува со соопштение дека тоа било вербален инцидент. Вербален инцидент со шипка. Јас, господин Челиманов, знам и од вашите колеги кои што се во телевизиите, сега не знам дали во ред да ги именуваме, не сум прашала дали можеме да зборуваме за име и презиме, но можеби понатаму би можели тоа да го појасниме. Например, знам за ваши колеги кои одат на пресконференциите каде што се пуштаат овие недозволиви телефонски приватни разговори во етер, значи пред публика, и ваша новинарка од телевизија Алфа ми кажуваше, колешка, значи кажуваше дека вели не ставаат во центар, сите ние како во Крдо, вика, вака сме целосно, вика, обкружени, на страна, вика, на една платформа стојат, вика, пулените про лево, нели, што се главниве Бранко Ѓеровски, Тричковски, компанија и така натаму. И вика, они седат, вика, со, значи, не наблюдуваат, вика, цело време се дошепнуваат, вика, на говорница говори Заев или некој од неговите сопартици, го прават сето тоа и цело време, вика, било какво прашање да поставиме што не е договорено или што не е во прилог на она што се лиферува и што тие го тврдат, вика, почнуваат, вика, од сите страни да ни довикнуваат, а незе лично 2 пати ја имаат и удрено по грб. И ја имаат влечено, значи одзади, што вели дозволиво бидејќи јас сум таму службено. Јас, вика, имам право да поставам прашање што е во поврзано со пресконференцијата за која што сум повикана. И ова само го надоврзуваме, вака сега се сетив апропо вашето. А после се бунат ако некој медиум не пренесе од пресконференцијата, создаваат атмосфера во која што мене колеги ми имаат кажано дека ги праќаат најмалку познатите, најмалку експонираните новинари, токму да не бидат изложени на напад, бидејќи ако биде некој подобро познат, поактивен на социјални мрежи со коментари, дека може да не знаеш на кого ќе му се спојат жичките и како ќе му се спојат и буквална атмосфера на линч се создава дури и меѓу новинари кои што важат за многу блиски до опозицијата. Например, Чомовски не може интервју да направи со Пендаровски без да биде изложен на напади на социјалните мрежи, затоа што прогнозирал дека наредните избори ќе бидат дури во 2017 година. Тоа не одговара на плановите на СДСМ, ако може утре да дојат на власт и да поделат портпаролски и министерски
функции и поради тому се нафрлија на Чомовски. Колишката, која што најмногу ја, нели, низневзува инцидент со напад со влечење на колишка која што ја влечеа, која што ја свиркаа на тој прес беше Мери Ордановска, која што е, да речеме, позната како проопозицијски новинар, тврдокорен, не од секогаш, ама нели, барем некој подолго време. Така да, буквално атмосфера на линч создадена, а пак овие постарите колеги кои што би требало да знаат подобро. Значи тука пропаднаа буквално сите тие некои стари приказни за, нели, доблесност, рицарство во новинарството кои што ги градавме околу Дневник на времето, околу не знам, ајде телевизија, ајде не верувам дека имала таква атмосфера, но еве да речеме околу тие емисии на МРТВ кои што во 90-тите години на почетокот беа, да речеме, некој нов свеж бран. Кога гледаш уредници на Дневник, како Геровски, како се ставаат, че човекот буквално измислува новинарски правила во од. Значи, милион пати потврдени правила. Треба двете страни да се слушнат од секоја пригодност. Објективно новинарство, без разлика дали е проопозицијски новинар или е провладен новинар, како и секаде во светот треба да постои едно ниво. Цвете, јас ќе ве замолам тука да направиме една куса пауза за еден блок реклами и за една убава македонска музичка номера, а вас, почитувани слушатели, ве поканувам да останете и понатаму со нас на Брановите во боја. Ќе бидеме за скоро повторно назад. Разговарам со господин Цветен Чилиманов, новинар, публицист и политички аналитичар. Се нам дека ќе биде интересно. Бидете со нас. Реклами. Македонија е земја на градители. Славиме, градиме и победуваме. Бетон ја гради Македонија. Со реформите во средното стручно образование, новиот систем бара поголема интеракција на учениците, поголемо вклучување во наставата и активност на часовите. Со ова, значењето на стручното образование се подига на повисоко ниво, а ученикот станува центар на внимание на образовниот процес. Образованието е највредната инвестиција. Информативна кампања за можностите од реформите во образованието. Влада на Република Македонија. Хигиенска опрема за санитарни простории. Кимберли Кларк. 100% имидж, 100% хигиена. Увозник и дистрибутер Минако Скопје. minako.com.mk. Радио Слободна Македонија. Концепт со Ина. Понеделник, 13 часот. Почитувани слушатели, вие сте на концептот на денот. Јас сум доктор Иванка Додовска, а како што веќе слушнавте, разговарам со мојот почитуван колега и пријател господин Цветен Чилиманов. Говориме за третманот на медиумите и медиумската култура во Република Македонија. Сега пред малку Цветен ја елаборираше реалната фактичката состојба помеѓу новинарите и однесувањето на етичкото и неетичкото однесување, значи направена дистинкција со известни примери. Во однос на ова, се извинам што ве прекинав, Цветен, сакавте да довршите? Да, зборувавме за однесувањето некои од нашите најстари колеги, нели, најистакнати колеги кои што важеле за нешто, да речеме, во новинарството во Македонија и како поради отпочнувањето на оваа афера Пуч, нели, овој обид буквално за превземање на власта со користење на овие снимки кои што Заев и Верушевски ги, нели, создале, ги добиле, ги прибавиле, ги ни ги селектираат и ни ги објавуваат. Значи, веќе не е навивање, веќе зборуваме, да речеме, во некои случаи за комплетно измислување на цели новинарски правила од луѓе кои што пишувале учебници за новинарство. Конкретно зборував за Бранко Геровски, кој што беше почитуван, сакан, дури уредник во Дневник, кој што, да речеме, сега нема е проблем дури за најбанална критика од колеги новинари. Нели, веќе сите медиуми горе-долу не почитуваат некои правила, типот да се слушнат двете страни на секој спор, да се даде шанса и на едниве и на другиве. Но да речеме, никој не направил тоа што Геровски направи, кога он беше повикан за еден текст, банален, не беше ништо значајно, мислам, беше скритикуван дека не ги слушнал двете страни, изликува со трактат цел во кој што објаснува како тоа правило не важи веќе, како
нема потреба да се дигне телефони на другата страна кога ја спомнуваш во спорот. Значи, некои правила кои што навистина сме ги сметала дури во најтешките мигови, да речеме, околу конфликтот околу еден телевизија, кога медиумите буквално се поделија, нели, нивните медиумските газди се поделија на два табора, партиски идеа на избори 2011 година, зависно од тоа, на чија страна припаѓаат, така ги насочија медиумите, па пак некои правила се почитуваат. Сега веќе денеска, нели, инзистираат, смее да се објавуваат снимки кои што, нели, потеклото е непроверено, дали се тоа контекстот на снимката, дали е целиот, нели, не може да се утврди бидејќи само еден селектиран дел ти го даваат. Можеби да речеме веќе во сосема другата снимка ќе испадне дека, нели, таа работа што се зборува или во продолжението на снимката ќе испадне дека тоа нема врска, дека контекстот е друг, ама така да еден момент медиум ќе каже треба да се објават, доблесно и неопходно е. Потоа кога да речеме другата страна ќе излезе со во ред, еви ние имаме снимки, нема проблем. Тогаш таа правило не важи. Тогаш денес се измислува новинарско правило дека не смеле да се објавуваат снимки. Дното го достигнавме во моментот кога СДСМ почна да гради фама околу смртта на Никола Младенов, во една траорна пресконференција во која што Заев мафташе со папка и кажуваше еве папката за Младенов, ние сега ја имаме целата вистина, ама нема да ја откриеме, бидејќи семејството, нели, го почитуваме многу. За послед неколку дена на пресконференција да дадат снимка во која што, освен што му нанесуваат длабока болка на семејството, откриваат меѓу другото дека приказната која што инсинуираат дека имало некаква зла намера во, нели, во смртта на Младенов, нема врска. Барем нема врска од страната на која што ја инсинуираат. И нема врска, и се несуваат како ништо да не се десило, се продолжуваат и понатаму. На директни новинарски прашања за тоа одговараат да ние ќе откриеме, ќе ви кажеме. Што ќе кажете, откривте погрешка, објавивте, откривте целата вистина дека лажете. Да. Што повеќе ќе откриете? Ништо досега не чувме сензационално, затоа што и се мислам дека Цветен, вие не знам кој е вашиот став во врска на ова гледање на работите, но јас лично сметам дека никој не е виновен додека судска инстанца не утврди вина. И од таму воспитувана сум како дел од правниот факултет Јустинијан I, како интелектуалец, како човек што битисува во Република Македонија, да верувам во институциите на системот. Дури и кога некој сметам дека се некоректни, одам во повисока инстанца или одам кај, нели, на друг шалтер и така натаму, значи не може така да се дерогира целиот систем и на врвот од јаготката да се стави тезата дека не постои презумпција на невинност, дека треба веднаш Јанкуловска, не знам, Јанакиевски премиерот и сите останати кои што секојдневно ги слушаме во тие нелегално лиферувани снимки, дека се вакви или онакви. Едноставно ова во суштина представува еден вид на циркузијада која што Социјалдемократскиот сојуз сака да употреби во медиумска смисла и во психолошка смисла да влијае врз неопределените гласачи, како и да ги, нели, расклима, се извинам, традиционалните десно ориентирани гласачи кои што треба, нели, сега да почувствуваат или да го симнат нивото на размислување во однос на овие личности, но без да земат во предвид другата страна. Каде се снимките на сниманите опозиционери? Така. Значи, не растасуваат опозиционерите, да речеме, Заев излезе на пресконференција, кажа дека власта снима. Веќе после 2 месеци не се не обидуваат повторно тоа да го кажат. Веќе многу јасно стана прво дека не се снимале сами себе, па да ги чуваат тие снимки. А второ, нели, имајќи го предвид тоа што го знаеме за 2000 година аферата прислушкување на Бранко Црвинковски, која што длабоко го размеша македонскиот безбедносен систем, вербата на граѓаните во институциите и придонесе конфликт, воен конфликт, после кој што СДСМ дојде на власт и што е најтрагично, да речеме, немаше никаков обид од страна на Црвинковски кој што не го отвори тој скандал, потоа да не го објасни, да не го расчисти. Еве да речеме да каже, еве ги луѓето, еве ги изворите, еве како се прислушкувало. Напротив, сега слушаме дека сум јасно ни оствари дека истите луѓе кои што тогаш биле во УБК или УДБА или како сакаме да го наречеме ДБК, дека тие продолжиле да работат, да си будат паралелен систем. Ја не знам, да речеме, ако е повторување на 2000-та, на тој скандал, да речеме, прво мисля дека некој вид да го споредам со Star Wars, ги имаме оригиналните Star Wars, па и го сега
второто продолжение, па почнува сега нели третиот серијал на филмови во кој што нели Харисон Форд е така малку подостарен, сите се друго горе-долу исто, но специјалните ефекти се многу подобри и сето тоа делува многу поблискаво. И мислам дека на крај, како што тече аферата, не е продолжение на Star Wars, туку е глупав и поглуп, па сега имаме продолжение, нели, глупав и поглупав двојката, во која што повторно актерите се малку доста подостарени, вицовите се подостарени, веќе видени, слушнати, приземни, знаеш што ќе се случи, прочитано е дека сега ќе се обидат да направат меѓуетнички конфликт. Сега да речеме ги знаеме и колегите новинари, сите така малку подостарени, издебелени, подобелени. Излагуваме повторно, нели, овој ред колеги треба да паѓаат во несвест дека биле прислушкувани, па да тврдат дека власта тоа им го правела, тоа трае 2 дена. 2 дена не успеваат таа илузија да ја одржат, кога е јасно дека прислушкувањето не било вршено од страна на власта. Еве, ако ништо друго, барем власта ќе извадеше нека снимка од опозицијата. Јас мислам дека тие се вчудо невидени. Тие се вчудо невидени од ова однесување, но еве и вчера кога зборувавме околу некои општествени работи, нели, и околу одредени текови, практично и кога го правевме концептот на оваа емисија, го спомнавме и поранешниот премиер Георгиевски, кој моето лично мислење е дека е бескрајно диаболично лукративен. И тој самиот како коалиционен партнер на СДСМ и на опозицијата не можеше да се воздржи пред некој ден на телевизиското интервју и по известно тактизирање директно го посочи прстот кон Социјалдемократскиот сојуз и кон тие кои што практично и речи малку и побрзо му ја забрза, нели, пензијата во политиката. Ма сите велат зошто Црвенковски молчи, мене ми е јасно, човекот молчи бидејќи тој учествуваше во првиот обид да се организира ваков инцидент. Јас се прашував зошто молчи Георгиевски, бидејќи Георгиевски беше тој кој што имаше обиди да биде урнат со ново парламентарно мнозинство преку Циле Тупурковски, преку купување на пратеници од ВМРО кои што беа пратеници да формираат нова партија, меѓу другото предводена од поранешен шеф на УБК. И конечно на крај се случи големото ова, киднапирањето на војниците на границата и конфликт уфрлање на единици на УЧК од Косово и така да мене ме чудеше каде Георгиевски до сега да прозбори толку ли да речеме малку му значи неговото, нели, начинот на кој што беше урнат од страна на медиумскиот полициски брак кој што функционира во Македонија тогаш, кој што сега за среќа е доволно ослабнат. Да речеме ВМРО нема продуцирано нешто паралелно на тоа. Значи покрај сите, нели, обиди на СДСМ да кажат дека ВМРО не знам колку кој контролира медиумите, ВМРО нема ништо слично да речеме на тоа што ги има СДСМ, на легија новинари кои што секој ден урат до сомнителни полициски извори, да добиваат информации, да креираат афери околу тоа, рекетираат меѓу другото. Значи ВМРО има многу помал број на новинари пред се со кои што соработува поради оправданата недоверливост на ВМРО како партија кон новинарите кои што израснала во поранешниот систем кој што е и Клюсев го руша, и Георгиевски го руша, сега се обидуваат и Груевски. Мене ми е драго што Георгиевски го кажа тоа што на сите им очигледно како жив сведок на тој обид за негово рушење, го потреби изразот пуч. Патем кажа на тој истиот израз пуч ги му потребено и Груевски во 2010 година, за зборувајќи за истите овие настани и за некои други моменти кои што нема му се случува, како обидот на да се исценира инцидент околу отворањето на северната трибина на стадионот Филип II, така да оваа пресија постојала, значи ВМРО се разбира после толку време, веќе не се наивни, знаат од каде доаѓаат тие обиди да се дестабилизира земјата и да се преземе власта, што очигледно единствено им е важно на СДСМ. Во ред, не знам што би правеле после, бидејќи ние видовме дека СДСМ кога ја превзема власта. Заев рече ќе јаделе живи луѓе. Така. Значи постојано се сите јас тоа неколку пати дури кај Лидија Богатинова на Канал 5 на отвореното студио го кажав, иако доста долго време се воздржував,
но поради невоздржувањето на другите, значи, сметам дека јас не треба да молчам за некои очигледни работи, тоа е дека константно сите се под пресија, сите кои што овие 9 години, значи 6 години, 5 години, 3 години, 1 година, значи кој циклус кој што бил поддржан од страна на граѓаните кон актуелната власт, се смета за голема негатива и реципрочно на тоа се укажува дека ќе има реперкусии кога Социјалдемократскиот сојуз ќе дојде на власт, што ја зборува дека навистина борците за човекови права треба да го преиспитаат мотото под кое што се борат за да дојдат на власт. Цветин, мене ме интересира, бидејќи ти имаш импресивно искуство и на Запад. Какви се стандардите таму во однос на етичкото и на професионалното однесување на новинарите и дали знаете за пример кој би можеле да го споредите еве со однесувањето, ги спомнавме на Геровски, Гелевски, Тричковски, Дарала и другите? Ја, например, имав интересни средби во Вашингтон со медиумски експерти кои што работат со Македонија и кои што ќе кажа меѓу другото затоа што тоа им е работа, бидејќи ова веќе се претвори во бизнис. Утврдувањето на медиумскиот дефицит во Македонија е, да речеме, меѓу другото, лукративен бизнис. Освен тоа што, како што веќе еднаш кажав, постојат записи, документи дека тоа е договорено, да речеме, истражувањата тука во Македонија ги врши институт кој што е формиран од страна на Сорос. И сега не можеме ние тоа да го сватиме како објективно, кога би можело да го сватиме објективно, да имаше, да речеме, некој проконзервативен, може би поврзан со ВМРО институт кој што ќе испитуваше медиумски слободи во периодот до 98 или меѓу 2002 и 2006 година, па потоа, да речеме, тие оценки да важат за Македонија, а потоа кога, да речеме, ќе дојде ВМРО на власт, во ред, тогаш прифаќам, да се договориме дека опозицијата е таа која што ќе ги пишува извештаите за слобода на медиумите. Ама не беше така, во времето на СДСМ извештаите ги пишуваше Сорос и оценките беа прекрасни. Мене дури ми се случи, јас како дел од цел еден медиум, 60 луѓе во вестник вработени, да бидам избркани од работа поради неплатени придонеси, поради конфликт со газда, немаше извештаи, немаше викање по амбасади, немаше паники, дигање, немаше повик, да речеме, од амбасадата да се истражат сериозните обвинувања на новинарите кои што велат дека нивниот газда не плаќа придонеси. Немаше ништо од тоа. Никој не се потресе, мува не го полази. После тоа, да речеме, после година дена 4 новинари ќе избркаат од камата, хаос, паника, катастрофа. Едноставно не е двоен стандард, тоа не е никаков стандард веќе. И интересно беше, да речеме, во Вашингтон, да се вратам на разговоров со луѓе кои што ја обсервираат Македонија и ќе кажат: ве знаете што се случило кај вас. Буквално можев да им спомнам пример претходната вечер на американска нека телевизија, во која што било прекршено слично правило, и ќе рече: па добро, да, ама ајде ние вас ве обсервираме, не обсервирате вие нас. Па сега. Да пример, конкретно во САД има 4 телевизии кои што се водат како длабоко провладени, една опозицијска. Со тоа што, да речеме, опозицијската, бидејќи навистина има принципи кои што ги брани, па е многу гледана. Колку што се овие 4 собрани заедно. Што во Македонија не е случај, бидејќи во Македонија пак нас ни се едно до друго. Телма и Сител ми се мене на телевизорот едно до друго. Така да не е, че луѓето можат да гледаат провладена и проопозицијска телевизија. Так. People-метрите го кажуваат, своето луѓето бираат очигледно што ќе гледаат, бираат да гледаат да го гледаат Сител во неспоредливо поголем процент од Телма. Во САД се случуваат страшни работи од типот прислушкување на новинари на ниво на семејството, дома снимани, затоа што разговарале со извор во администрацијата да добијат некаков податок. Судски процеси против новинари, мислам дека има 2 во моментов за откривање на информации кои што била класифицирани, нешто слично, да речеме, тука што се случува. Имаме ситуација, например, толку е силно, да речеме, тоа провладиното дејство овие 4 телевизии што ги спомнав. Печатените медиуми не ги бреам, тие се скоро исклучиво лево ориентирани, провладени. Со исклучок можеби на New York Post и уредничките коментари во Wall Street Journal, не вестите, туку само таа страница со коментари, се друго New York Times, Washington Post,
Detroit Free Press, Chicago Sun-Times, све се тоа генерално лево ориентирани медиуми. Имавме ситуација да речеме дека КСБ во Вашингтон новинар да постави прашање, многу критичко до Белата куќа, но доаѓа од телевизија која што е провладина. Вечерта едната опозицијска телевизија направи шоу, спектакл од тоа прашање, кој што го поставил новинар кој што не е нивен. Неговата матична куќа не објави информација, не објави веста. Значи, нивниот новинар бил на прес, нивниот новинар прашал нешто, го искритикувал преседателот, портпаролот се збуни, се изгуби, не знаеше што да кажа. Неговата матична куќа ја немаше веста, мислам, тоа барем... Така. Така да, не се стандардите, да речеме, никаде сјајни. Новинарството е во финансиска криза, во политичка, идеолошка криза. Не сакам сега тука да велам дека нели Америка не чини, Македонија чини, сите си имаме. Сакам само да речем, мојот аргумент беше луѓе слабости. Кога ќе кажат вашата организација во Македонија, финансирана од Сорос, 100 пати морам да кажам. Кога ќе каже дека Македонија треба да биде обоена со иста боја како Турција или Русија, да не се зафркаме, тоа не е сериозно. Така. Цветин, тука ќе направиме една кратка пауза за реклами и повторно се враќаме во студио. Оставете, драги слушатели, со нас. Што минува брзо кога си весел.
Реклами. Во новиот број на Република ќе читате: кој вели дека македонците ќе станат малцинство. Архиепископ без црква, Бранишковски сака да преговара. Геостратегија или сон, Грција под притисок за името. Еди Рама како Енвер Ходжа, чие оро вијат балканските политичари. ЖРК Вардар, рецепт за непобедливите. Со секојдневни нови информации следете на republika.mk. Новиот број е во продажба од 17 април. Универзитет за туризам и менеджмент Скопје. Едноставно најдобри. www.utms.edu.mk. Во вашата домашна аптека сега можете да имате само едно решение за повеќе типови болка. За главоболка, за болки во грбот, за мускулни болки, за ревматски болки, за забоболка. Одговорот е Блокмакс и Блокмакс Форте. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Радио Слободна Македонија. Концепт со Ина. Понеделник, 13 часот. Почитувани слушатели, вие сте повторно назад на брановите на Радио Слободна Македонија. Јас сум доктор Иванка Додовска. Денеска говорам во концептот на денот со мојот почитуван колега и политички аналитичар познат во Република Македонија, господин Цветин Чилиманов. Дискутиравме досега од аспектите на новинарството, новинарската етика. Направивме една паралела подкрепена на искуството на Цветин во Соединетите Американски држави. Сега, по интерес на нашите слушатели, би сакала да ве замолам да ни кажете како според вас го оценувате однесувањето на раководството на Социјалдемократскиот сојуз на чело со господинот Зоран Заев и дали можете да направите една паралела со однесувањето на врвот на владеачката ВМРО-ДПМН на чело со господинот Никола Груевски? Па нема споредба, мислам дека буквално две различни игри играат, едните играат фудбал, другиве не знам, флипери во најдобар случај. ВМРО, да речеме, од една страна, јас имам сериозни забелешки за начинот на кој што функционираат идеолошки, да речеме, тие почна како една солидна десно ориентирана опција, која што отвараше македонската економија, намалуваше регулативи, краташе даноци, намалуваше административни пречки за водење бизнис, ја постави Македонија првпат во историјата да биде во позиција да освојува европски пазар, да извезува кон Европа, да се отвораат работни места кај нас. И тоа траеше неколку години. Во моментов, да речеме, како што се веќе 9-та година на власт, постепено ВМРО освои нови пространства. Значи, освен партија која што ќе им помогне, да речеме, на бизнисмените, на луѓето кои што работат, кои што ќе создаде општа благосостојба во државата преку промовирање на економијата, стана и партија која што меѓу другото апелира до некои традиционални левичарски, во моментов не традиционални, него моментално левичарски тела, како што се пензионерите, јавната администрација, студентите, луѓе чие, се обидува и нивните потреби да ги покрие, што се подразбира голема држава, големи расходи. Така да, тоа е мојата главна забелешка за ВМРО, кој што добро почна, но во моментов покрија премногу, се обидува да апелираат на премногу големо тело од граѓаните. При тоа, имаме класи на граѓани чии интереси меѓусебно се во конфликт. Значи, ако вие сакате да трошите повеќе за пензионерите, нормално дека ќе ги зголемите даноците на луѓето кои што работат. Така да, тие да работат не се одат паралелно. Доста дискутабилно и ова, данокот на хонорарите, тоа доста сите не погоди лично. Како и еве, јас ќе повторам законот за високо образование, кој што беше навистина многу лоша солуција, многу погрешен чекор беше, кој што ги практично акумулираше и студентите и останатите незадоволни сектори од општеството да се вклучат и да направат еден потрес. Мислам дека таа журка беше непотребна. Така, мислам, реформата, да речеме, во образованието не оди доволно далеко. Наместо да зборуваме за приватизирање на образованието, за ваучери, ние зборуваме за поголема државна контрола и са микроменаџирање. Ајде сега ќе проверуваме кој професор како оценува на ниво на влада. Но ефектот се тоа, да пример, беше тоа што
просторот на СДСМ да учествува политички па е многу намален. Бидејќи ако тие, да речеме, не можат да апелираат до пензионерите, не можат да апелираат до јавната администрација, ако ВМРО го користи просперитетот од економските реформи кои што ги спроведа, кои што реално донесоа и голем број странски компании во државата, и банки, и телекоми, што се не во Македонија, ако тој просперитет го користи за да купува, да им излезе во пресрети на пензионерите, на студентите, СДСМ на вистина не може да излезе на релевантна политичка борба и можеби тоа е една од причините која што ги тера да се одадат нова најцрно, најмрачно крило во партијата, која што се поранешни удбаши, олигарси, шпиони, тастери, што ти ја знам, дестабилизатори од кариера, кои што кариерата изградија во 2001 или претходно во кризата со ембаргото кон Србија, кон Грција, кој што навистина се, да речеме, еден баласт кој што јас дури сум на мислење доколку нели оваа афера Пуч заврши како што треба со судска разрешница за екипата околу Верушевски која што прислушкувала, со лустрирање на новинарите кои што како што гледаме безпоговорно влегуваат во сценариот за дестабилизирање на Македонија, со лустрирање на медиумски газди, бизнисмени и така натаму. ВМРО му помага на СДСМ да се ослободи од буквално талогот на партијата, кој што да може тие некои луѓе кои што имаат можеби просперитетни перспективни идеи и во економија и во економијата реално е битна, да може да дојдат до израз. Инаку во моментов како што стои работава, јас не гледам од доколку оваа работа не заврши со целосно отворање на картите околу тоа кој се обидува да дестабилизира Македонија, јас не гледам како значи, навистина може повторно да не се случи. Се надам дека ќе биде последниот пат вакво нешто да не се случува, ваков обид за дестабилизација. Тоа ми е главната желба. Ако веќе нешто посакуваме во овој момент, мислам дека тоа е тоа што треба да го посакаме. Цветен, многу ти благодарам за твоето учество денеска во Концепт на ИНА. Драги слушатели, имавте можност и ексклузивно во мојата емисија да го имате господинот Цветен Челиманов. Се надевам дека ве оставивме без див и дека оваа емисија ќе имаме можност и понатаму доколку му дозволат обврските и времето на Цветен повторно да дискутираме на овие, но и на некои слични теми кои што се горливо битни и есенцијално поврзани со нашето секојдневно живење. Уште еднаш голема благодарност, Цветен. Благодарам за поканата. Чест ни беше. Драги слушатели, веќе речиси 1 минута до 14 часот. Ова е времето кога се одјавуваме, го одјавуваме понеделничкиот Концепт на ИНА, Концепт на денот. Вие сте на радиото во Боја. Ова е трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Ви посакувам да имате успешна работна недела, да сте здрави и живи, да верувате во обедината Македонија, во срцата, во чувствата и во знаењето, да развивате афирмативни чувства кон својот ближен, но и кон тие кои што не ги познавате, да не слушате според моје мислење телефонски нелегално лиферувани разговори и да судите за луѓето според делата, а не според тоа што говорат другите за нив. Имајте убав ден. Уредник и водител на емисијата доктор Иванка Додовска. Денеска е 20 април 2015 година. Продукција Радио Слободна Македонија. Бидете ми живи и здрави. Концепт со ИНА е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаења и размена на искуства од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог кај слушателите.